Еве што подготвивме за денешниот дневник. Екомарш во Струга, јабланица да се прогласи за национален парк и да престане сечата на шумата. Дел од жителите на улица Кузман Капидан во срцето на Старград бараат да се исече дрворедот. Избрано идејното решение за затворениот градски пазар. Бегајќи од војна и глад, влегуваат во нова неизвестност и хуманитарна криза. Дознајте како да им помогнете на мигрантите. Заев нема да присуствува на состанокот во Брисел на 10 јуни. Се враќаме веднаш по временската прогноза. Останете со ТВМ. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Во нашиот град денес преовладуваше умерено облачно време со врнежи од дожд и максимална дневна температура од 22 степени Целзиусови. УВ индексот достигна вредност 4. Во сабота во поголем дел од Европа времето ќе биде претежно сончево со локална облачност и топло. Продор на студен воздух се очекува во северозападна Европа, а пак нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици ќе биде само во областа на Алпите, Скандинавија. Максималните дневни температури ќе се движат од 15 степени во Осло до 33 степени во Мадрид. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност и потопло. Нестабилно со локални врнежи од дожд ќе биде на југ од Грција. Максималните температури ќе се движат од 24 до 32 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота времето ќе биде претежно сончево со локална облачност, топло и ветровито. Минималните температури од 7 до 17, а максималните дневни од 24 до 33 степени Целзиусови. Скопјани утре ги очекува претежно сончево, топло и ветровито време со слаб северен и северозападен ветер. Утринската температура 14, а максималната дневна до 30 степени. Во Охрид пак во сабота времето ќе биде претежно сончево, топло и ветровито. Утринската температура 11, а максималната дневна во нашиот град повторно 22 степени Целзиусови. УВ индексот ќе достигне вредност 8. Постабилно и сончево време ќе остане за деновите од викендот. Од понеделник веќе над нашиот град повторно ќе преовладува променливото време со локални врнежи од дожд. Промена на температурите не се очекува. Дневните ќе бидат во интервал од 25 до 28, а утринските од 11 до 13 степени Целзиусови. Гледавте метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Ново инвитро оплодување во Охрид, ПЗУ Захариевски, во соработка со врвни експерти од Европа. Сите испитувања бесплатно инвитро на едно место. Остварете ги вашите посакувања. Ве очекуваме. Родители, побрзајте! Уписите во основното училиште на коледжот Јахја Кемал во Скопје и во Струга се во тек. Докажаниот квалитет на коледжот Јахја Кемал е гаранција за иднината на вашето дете. Добар ден, почитувани гледачи. Го следите првото издание на Дневникот на ТВМ. Стопирање на сечата на дрва на природниот резерват Јабланица, како и негово прогласување за национален парк,
побараа струшките екологисти на Светскиот ден за заштита на животната средина. Со цел подигнување на еколошката свест кај локалното население и институциите, стружени денес излегоа на екомарш. 30 ентузијасти од Струга љубители на природата денес организираа мирен екомарш. Тие јавно го подигнаа својот глас и укажаа на надлежните институции дека мора да излезат на терен да видат што се случува во природниот резерват Јабланица. Андреј Бандовски од планинарското еколошко друштво Занкамен реагира дека долг период наназад упорно барале информации од надлежните за она што се случува на планината Јабланица, но од нив не добиле никаков одговор. Сите сознанија што ги имале за Јабланица биле од локалното население, додава тој. Целта на овој екомарш е да се подигне свеста на локалното население и институциите за последиците од нелегалната и неконтролирана сеча на планината Јабланица. Крајно време е да се направи нешто и надлежните институции да направат нешто за заштита на планината Јабланица, како и за прогласување на планината Јабланица за национален парк. Неколку години, почнувајќи од 2009 година, Македонското еколошко друштво лобира Јабланица да се прогласи за национален парк, вели Јована Мојсовска, екоактивистка од Струга. Делот на Јабланица, кој се наоѓа во соседна Албанија, односно наречен Шебеник, веќе е прогласен за национален парк, што укажува дека нашата соседна држава веќе одамна ги согледала природните вредности на планината Јабланица. Токму со овој марш апелираме и нашите институции да бидат поажурни и конечно Јабланица да добие статус на национален парк. Иницијативата за прогласување на Јабланица за национален парк ја поддржа и членовите на регионалниот центар за спорт Енхалон Струга. Активен сум велосипедист, возиме доста по планиниве и сметам дека конечно Јабланица заслужува да биде национален парк и со тоа да добиеме и повеќе велосипедски патеки, значи има доста добри терени на Јабланица и сметам дека го заслужува тоа како планина. Со тоа би привлекле доста туристи. Младите ги поддржа и со нив маршираше Мате Гоговски од еколошкото друштво Енхалон. Тој вели состојбата со сечата на дрва на Јабланица е алармантна и апелираше доколку веднаш не се запре со тоа, последиците можат да бидат огромни. Без шума нема живот. Секое дрво пресечено се сечи еден живот. Тоа, ама луѓето тоа не го сваќаат, трчајќи по својот дел на приход, а тоа се, вака по наше мислење, едностранчиви мислења само за лично збогатување, што не е во ред, а дрвата не се само за огрев, тие служат како за огрев сметани, тие немаат вредност, и нула е нимата вредност. Меѓутоа, нимата вредност е во давање на кислород, давање на пејсаж, привлекување на дождови, заштита на терените од катастрофи и слично работи. Последна е работата за огрев. Оти за огрев може и друго да се користи. Мито кислород не може да се произведе за се уште на индустријски начин. На Светскиот ден на животната средина пораката е јасна. Сите ние како граѓани имаме обврска да се грижиме и да ја штитиме животната средина, не само за нас, туку и за генерациите после нас, порачаа младите струшки екологисти. Исто така учесниците на екомаршот со пароли во рацете продефилираа низ улиците во Струга, а во центарот на градот беа изложени фотографии од еколошки активности и природни убавини на планината Јабланица. Дел од жителите на улицата Кузман Капидан во Стар град поднеле барање до општината за да се исече дрворедот и да се засади нов, а целиот простор хортикултурно да се уреди. Локалната одлучи да организира јавна расправа на која се поканети сите жители од улицата Кузман Капидан и сите други заинтересирани граѓани да земат учество и да ги изнесат своите аргументи, ставови и размислувања во врска со барањето за уредување на оваа улица. Група граѓани, жители на улицата Кузман Капидан, до градоначалникот, секретарот, советот на општина Охрид, инспекцијските служби, како и до комисијата за превземање на мерки и активности за отстранување на дрва на територијата на општина Охрид, доставиле барање за ургентно санирање на дрворедот на ова улица. Во барањето се наведува дека дрвата се стари 60 до 70 години и дека некои од нив се исушени, деградирани и енормно високи. Граѓаните предлагаат да се исече целиот дрворед и да се засади нов, а целиот простор хортикултурно да се уреди, како и да се постават клупи и канти за отпад. Ова од причина што со последните врнежи од снег кои ги имавме минатата зима,
многу тие гранки биле искршени според кажувањето на граѓаните со оштетување врз нивните покриви или олуци. Токму за да излеземе во пресред на граѓаните, за да излеземе во пресред за поубав Охрид, побезбеден Охрид и да излеземе во пресред и на гостите во крајна линија кои се, бидејќи таа улица Кузман Капидан која води до Плаошник, една од најфреквентни улици во летниот период, токму затоа ние го правиме овој јавен собир. Од локалната велат дека на петицијата која била доставена до нив биле потпишани 20 на жители, но во разговор со жители на оваа улица денеска дознавме дека голем број од нив не биле консултирани дали поддржуваат една ваква иницијатива. Кај добар дел од нив никој не поминал да собира потписи, а имаше жители кои воопшто немаа слушнато за такво нешто. Граѓани кои не сакаат да излезат пред камера велат дека во никој случај не се согласуваат со сечењето на 50-годишниот дрворед. Ке останеме без природната сенка што и ние и големиот број туристи кои секојдневно посетуваат Свети Климентовата црква на Плаошник не штити од сончевите зраци. Ке се изгуби автентичниот лик на оваа улица, а и ке се уништат белите дробови во овој дел од стариот град, коментираат варошани. Дури некои коментираат дека ова се правило за нечии лични интереси, а не за општо добро. Моабетите одат дотаму што сметат дека поединци сакаат да се исечат дрвата за да им се отвори видикот од нивните тераси према езерото, а и за да добијат повеќе паркинг места. Кажуваат дека дрворедот е претежно составен од четинари кои според дендролозите се цврсти стабилни дрва и нема опасност од нивно кршење или откорнување. Сите овие забелешки жителите ќе можат да ги изнесат на јавната расправа која ќе се одржи во вторник во 13 часот во општинската зграда. Од локалната ги покануваат сите жители од улица Кузман Капидан и сите други заинтересирани граѓани да земат учество и да ги изнесат своите аргументи, ставови и размислувања во врска со уредувањето на оваа улица. Да ги чуеме тие нивни размислувања, а потоа се разбира нашата комисија или нашите стручни служби на општина Охрид ќе пристапат кон решавање на овој проблем. Значи, дали тоа ќе подразбира сечење на сите дрва, дали ќе подразбира дел сечење на тие дрва, или ќе подразбира целосно хортикултурно уредување на улица, да оставиме тоа да се произнесеме во јавноста, значи по овој јавен собир и по стручниот увид кој ќе направи нашата комисија. Останува сите да видиме што ќе се случи после јавната расправа. Предвидено е на неа да присуствуваат и повеќе експерти од областа на заштитата на животната средина и шумарство. Активистите на граѓанската иницијатива Охрид СОС со отворено писмо до градоначалникот Никола Бакрачевски бараат мораториум на активностите за, како што велат, намалување, односно превземање на студенчишкото блато, се додека не завршат сите постапки за негова соодветна заштита и зачувување. Во барањето стои дека Министерството за животна средина и просторно планирање веќе има отпочнато постапка за негова заштита и прогласување на споменик на природата. Доколку се спроведе урбанизација на студенчишкото блато со намалување, односно преземање на површината на блатото, ќе се промени квантитетот и квалитетот на подземните површинските води, како и неговата основна функција, како природен прочистувач на Охридското езеро, што воедно е најсериозна закана по биолошката разновидност и на блатото и на езерото, велат од Охрид СОС. Додаваат дека ваквиот став е потврден и со одобрената студија за оценка на влијанието врз животната средина, извештај за измена и дополна на ГУП за Охрид и повеќе урбани блокови, кој јасно укажува и посочува дека не постои мерка која би го намалила штетното влијание врз студенчишкото блато, а со тоа и влијанието врз Охридското езеро, доколку истото продолжи да се урбанизира наместо да се заштити и зачува. Избраното идејно решение за затворениот градски пазар од градежното предпријатие АД Илинден од Струга, кои треба да го градат новиот градски пазар како приватни партнери на локалната, очекуваат проектот по идејното решение да биде готов за месец дена, пошто ќе следи и долго очекуваната изградба на пазарот. Идејното решение за изградба на затворениот градски пазар веќе избрано. Се чека официјално усвојување од страна на Министерството за транспорт и врски. Во фазата на изработка на идејни решенија за пазарот стигнале 4 проекти, но најприфатливо и за Министерството за транспорт и врски и за локалната самоуправа било она на архитектот Вангел Рафтовски од Струга.
Како што не информира од АД Илинден од Струга, фирмата приватен партнер на локалната за изградба на пазарот, ова идејно решение е веќе дадено на усвојување во Министерството за транспорт и врски. Собственикот на АД Илинден, Радован Трајковски, во телефонски разговор не брифира дека очекуваат проектот по избраното идејно решение да биде готов за месец дена. Трајковски потенцира дека првично било планирано изградбата на затворениот пазар да започне символично на 2 август Илинден, за сега истото да биде презакажано за 1 септември. И додека Министерството работи на усвојување на избраното идејно решение, во локалната самоуправа од Охрид се уште се размислува во однос на локацијата на која времено ќе биде дислоциран градскиот пазар. Во јавност се споменуваат 2 локации. Едната е на паркингот зад новата зграда на Ремиз, а другата е кај сегашниот Кванташки пазар во непосредна близина на автобуската станица. Од локалната самоуправа велат дека голема е веројатноста пазарот да се премести на паркингот, што како опција беше поприфатливо и за пазарџиите, зашто ТВМ во неколку наврати информираше. Приватниот партнер на локалната за изградба на пазарот АД Илинден од Струга на тендерот за избор на економски оператор за општината понуди изградба на зелен пазар на приземјето во вкупна површина од 1233 метри квадратни, 10 паркинг места во подземниот дел и 200 метри квадратни деловен простор на вториот кат. Инаку, според јавниот оглас за избор на економскиот оператор, кој локалната го објави на 26 декември минатата година, проценетата вредност на административно-деловно-трговската зграда, која вклучува изградба на затворен зелен пазар, изнесува 203 милиони 59.346 денари или нешто повеќе од 3 милиони евра. Доделени наградите на собствениците на најубаво уредените дворови во градов. Женскиот центар Бисера и оваа година ја спроведе оваа акција, која станува традиционална. Сребра и Перо Тодоровски после 42 години работа во Германија пред 6 години се вратиле во Охрид и создале едно прекрасно катче за живот. Нивниот дом се наоѓа на периферијата на градот на улица Петрино број 57. Нема патник намерник кој поминува тука да не подзастане за да се восхитува на нивниот прекрасен двор. Поплочени патеки, многу цвеќе, трендафили, сардели, убаво обликувани зеленики, прекрасна фонтана се дел од ова оплеменето парче земја. Сребра вели дека сето тоа се должи на нивниот труд и фантазија и голема љубов кон природата. Таа раскажува дека со часови поминува во овој свој рај и со задоволство ги извршува сите обврски околу уредувањето. Има неколку милени дрвца кои ги засадила пред повеќе години и се наследени од незините предци. Денес ова семејство доби признание за нивниот труд. Женскиот центар Бисера овој двор го прогласи за најубаво уреден. Баш ме радува тоа што се интересира нашите македонци, порано немаше ова зеленило што го има сега. Дека како што разгледувам има доста по куќите и цвекина и во Струга и овде. Разгледувам и ја каде ќе биде подобро и некој цвеќенце што ќе добијам го опикувам во мојот двор. Тоа ми прави големо задоволство. Нада Мартиновска, председателката на Женскиот центар Бисера, кажува дека ова акција за прогласување на најубав двор веќе им станува традиционална. Дворот на Сребра и Перо ова година ја добил првата награда бидејќи се издвојувал од другите по своите содржини и разновидност. Има прекрасни дворови во Охрид. Очигледно дека мотивацијата кај луѓето е голема, сакаат да им биде убаво таму каде што живеат и нормално да уживаат во едно катче кое што ќе биде дотерано, украсено со прекрасно зеленило и цветови. О Женскиот центар Бисера спровели иницијатива и за прогласување најубав двор во колективна зграда. За жал не можеме да прогласиме ни една уредено стамбена површина бидејќи не најдовме таква уредена површина. И жал ми е што луѓето кои што живеат во тие стамбени површини не се ангажираат да го уредат просторот околу нив за да им биде едно убаво катче за одмор на сите што живеат тука. Пофалници за најубаво уредени дворови добија и Гордана Ковачевска од улицата Климентов универзитет број 28 и Нена Ставреска од улицата Вист без број од Велгошти. Сите наградени добија по една палма од јавното предпријатие Комуналец за да си ја последат во своите дворови.
Охриѓани активно се приклучија на граѓанската иницијатива за помош на мигрантите кои секојдневно транзитираат низ Македонија. Иницијаторите на оваа хумана акција, кои се организираат преку социјалните мрежи, велат дека голем број граѓани само иницијативно донираат средства за помош на мигрантите. Сепак иницијаторите долгорочното решение го гледаат во изгласување на законот за азил од страна на Собранието на Република Македонија. Охриѓани само иницијативно се мобилизираат за помош на мигрантите кои секојдневно пешачат долж железничките пруги во Македонија. Немилите настани во кои бројни мигранти ги загубија своите животи во потрага по подобро утре, на големо го отворија прашањето за третманот на нелегалните мигранти во земјава и законската регулатива која нив ги третира. Поведени од овие причини, најпрво поединци самоиницијативно започнаа со непосредно помагање на мигрантите кои секојдневно ја поминуваат грчко-македонската граница, транзитирајќи кон некои од западноевропските држави. Во моментов активна е иницијативата која наидува на се поголема поддршка на социјалните мрежи да помогнеме на мигрантите во Македонија. Кон неа со донации, но и организацијски се приклучија и охриѓани. Од иницијативата потенцираат дека секој кој сака може да помогне. Конкретно се бара вода, паштети, некои така круасани, ханзапласти, облека моментално не е многу потребна. Тоа, најбитно е вода и храна, мислам тоа првенствено. Бидејќи ги има во голем број, има многу деца и тоа, да, мислам, народот во Македонија ја покажа хуманоста досега. Значи, секој сам се организира и праќа помош и се донира така на тој начин, меѓутоа мислам дека не ке може да се издржи со оваа темпо. Хајдари потенцира дека ова е само краткорочно решение за мигрантите. Долгорочно, тие се надеваат на што поскоро менување на законската регулатива која ги третира мигрантите. Имајќи ја во предвид економската состојба на Македонија и поради тоа што граѓаните самоволно, мислам, само иницијативно се организираат, не може да се, значи, неке може да се покрие, неке може да се помогне доволно, нема толку средства. Затоа граѓаните апелираат, ние апелираме до политичарите што побрзо да се донесе законот за азил, така да тие ќе можат да поминат за пократко време низ Македонија и ќе може да се вклучат, значи, Црвен крст и другите хуманитарни организации да им помогнат за да си заминат што побрзо од Македонија. Податоците говорат дека секојдневно во Македонија влегуваат повеќе од 100 мигранти, а во летниот период се очекува овие бројки уште повеќе да растат. Доаѓаат најчесто од Сирија, Сомалија, Авганистан, земји растргнати од војна, сиромаштија, глад. Македонија не е нивната крајна дестинација. Тие најпрво се молат да стигнат до Србија, каде според законот имаат право да престојуваат 72 часа, за потоа да тргнат кон некоја од западноевропските земји во потрага по подобар живот. За сите оние кои сакаат да донираат или да помогнат на било кој начин, може да ја побараат Facebook групата Да помогнеме на мигрантите во Македонија, да контактираат на имейл адресата pomosh.za.azilanti@gmail.com или контакт лицето од Охрид Мартин Колоски. По објавувањето на репортажата за Охрид во словенечкиот магазин за туризам Ревија Хоризонт, објавени се и репортажите за Охрид во јунскиот број на списанието Глобер, кое се печати на англиски и турски јазик. Глобер се дистрибуира во авионите на компанијата Atlas Global, кои летаат до престижни турски градови, како и во Париз, Лондон, Келн, Амстердам, Дизелдорф. Во тек се подготовките за печатење на списанието Пронто, каде Охрид повторно ќе најде место како туристичка дестинација. Репортажи за Охрид се очекува да се објават на страниците на уште десеттина други туристички магазини во Турција. Воедно турските сателитски телевизиски станици АТВ и Ахабер ги објавија репортажите за Охрид. Овие популарни телевизиски сателитски канали со милионска гледаност во Турција објавија репортажи кои се емитуваа неколку пати во текот на месец мај оваа година. Се тоа доаѓа по 3 месеци од одржувањето на промотивната тура Охрид 2015, која се одржа во месец април.
На настанот учествуваа представници на медиуми од Турција, Русија, Словенија и Србија, како и туроператори, туристички агенции и туристички работници од Израел, Унгарија, Украина, Австрија, Бугарија и Србија, а имаше и представници од авиокомпанијата JetLife. Организатор на настанот беше секторот за туризам и локален економски развој. Зголемени инспекцијски контроли во рестораните, сендвичарите, хотелите и другите угостителски објекти во летниот период најавуваат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Високите температури носат ризик и опасност од полесно и побрзо расипување на храната, па агенцијата која ја гарантира безбедноста на производите посебно под лупа ќе ги стави угостителските објекти во туристичките центри. Во летните месеци ќе се засилат контролите во угостителските објекти во туристичките центри, каде има зголемена фреквенција на народ. Оваа најава доаѓа од Агенцијата за храна и ветеринарство. Охрид, Струга и Дојран посебно ќе бидат под засилен инспекцијски надзор. Директорот на агенцијата Зоран Поповски за Лидер вели дека со зголемување на температурите, агенцијата која ја гарантира безбедноста на производите редовно ги зголемува своите инспекцијски контроли во летните периоди. Особено интензитетот ќе биде засилен во оние туристички центри каде што и гравитацијата на луѓето е поголема и каде што се очекуваат поголем број на луѓе. Најпрво ќе бидат офатени Охрид, Струга, Дојран, но понатаму во овој период ќе бидат офатени и сите останати туристички центри и Скопје. Инспекцијските контроли се во насока на делот на угостителството, а ќе бидат офатени сите ресторани, ќе бидат офатени сите сладкари, ќе бидат офатени шанковите, значи секој оној сегмент кој е од важно значење за безбедноста на храната во овие денови на зголемени температури, изјави Зоран Поповски, директор на Агенцијата за храна и ветеринарство. Казните за небезбедна храна зависат од големината на прекршокот, но воопшто не се мали. Тие се движат од 2000 до 5000 евра во денарска противвредност за правните лица и до 1000 евра во денарска противвредност за одговорното лице. На почетокот на месец мај, по представка од потрошувач, Агенцијата за храна и ветеринарство од промет повлече околу 5000 конзумни јајца како потенцијално небезбедни и истите беа уништени. Од Агенцијата за храна информираат дека контролата при увоз на храна е редовна, а случајот со јајцата бил изолиран. Агенцијата ги зголемува инспекцијските контроли доколку има сомнеж дека некој производ е небезбеден, а се појави на граничните премини. Зоран Заев нема да учествува на разговорите во среда во Брисел поради последната изјава на еврокомесарот Јоханес Хан. Лидерот на СДСМ на пресконференција објави дека одлучил да не учествува на преговорите, откако еврокомесарот Хан во Вашингтон изјави дека последните избори во земјава, како и претходните избори, добивале генерално позитивен извештај од набљудувачката мисија на ОПСЕ. Дополнително доказите од проектот Вистината за Македонија ја разоткрија и криминалната позадина на повеќе изборни циклуси во земјава, организирани и спроведени од Никола Груевски и неговата власт, рече Заев. Пред 3 дена на средба во Скопје со политичките лидери присуствуваше еврокомесарот Хан, кога беше постигнат договор да се одржат избори во април 2016, а периодот на подготовки до изборите беше наведен како транзицијски. Заев денеска кажа дека изјавите на Хан за овој подготвителен период биле пристрасни и несоодветни. Следува изборот на станите кои што денес се случија во светот. Нови тешки борби избувнаа синоќа меѓу украинските војници и проруските сепаратисти во источниот дел на Украина, први такви со месеци. Украинскиот министер за одбрана соопшти дека сепаратистите направиле обид да го заземат градот Маринка, но нападот бил одбиен. Во нападот учествувале 1000 борци, а како што се известува и двете страни користеле тешка воена артилерија. Пораките за жртви варираат според портпаролот на сепаратистите, бројот изнесува 15, а според властите во Киев меѓу 2 и 3. Повредените се околу 90 лица. Представници на сепаратистите објавија дека како последица на борбите 900 рудари се блокирани подземја поради прекин на струјата, предизвикан од експлозиите кај Донец, кои подоцна биле евакуирани. Министерот за надворешни работи на Русија Сергеј Лавров рече дека случувањата се обид да се саботира мировниот договор од Минск. Во исто време, портпаролот на рускиот претседател Димитри Песков упати директни обвинувања за провоцирање на борбени дејствија кон украинската армија.
Владата на Соединетите Американски држави објави дека открила компјутерски упад со што се украдени лични податоци на 4 милиони владини представници. Сајбер нападот бил откриен во април од страна на Бирото за управување со персоналот, а сенаторот Сузан Колинс, член на Комисијата за разузнавање на Сенатот, ја обвини Кина за нападот. Околу 4 милиони вработени ќе добијат известување дека нивните лични податоци можно е да бидат компромитирани. Ова е втор пат припишувајќи на Кина инцидент против Федерална агенција за помалку од една година. Во исто време, пред неколку месеци, Русија беше обвинета за влез во системот на Белата куќа и Стейт департментот. Во април, представник на Оделот за управување со персоналот изнесе загрижувачки податоци за време со слушувањето во Конгресот, велики дека службата е предмет на речиси 2,5 милиарди напади месечно. Представник на Кина ги отфрли како неодговорни и контрапродуктивни обвинувањата дека неговата земја ги организирала хакерските напади. 6-годишно дете од Шпанија било примено во болница како прв забележан случај на дифтерија од 1986 година. Потврдено е дека младото момче не било имунизирано против заразната болест и прокрај програмите за бесплатно вакцинирање кои се нудат во јавните здравствени установи, бидејќи родителите биле против вакцинацијата. Детето кое првично било примено во локалната болница за кратко време било префрлено во Валдеброн центарот во Барселона и моментално се наоѓа на оделението за интензивна нега. Таму прима терапија со антитоксин лек кој што Министерството за здравство морало да го бара низ целиот свет, бидејќи во денешно време никој ја нема таа болест, а помошта стигнала од Русија. Дифтеријата е заразна болест предизвикана од бактерија и најопасна е за деца под 5 години и возрастни постари од 60 години. Се шири преку директен контакт или преку воздух, а може да предизвика тешки респираторни проблеми. Последните двајца пациенти од оваа болест биле лечени во 1986 година според Министерството за здравство. Осуммина од 10-мината талибанци кои беа осудени за вооружен напад врз младата пакистанка Малала Юсуфзаи тајно се пуштени од затвор, пишува лондонски Daily Mirror. Пуштањето на луѓето кои се обидува да ја убијат Малала, која агитираше да им се дозволи на девојчињата да одат на училиште и да се образуваат, доаѓа откако на судењето во април сите 10 беа осудени на 25 години затвор, што во Пакистан се смета како доживотен затвор. Весникот ја откри тајната за атентаторите случајно кога се обидел да дознае како тие се однесуваат во затворот од шефот на полицијата во пакистанската провинција Салем Марват, при што дознал дека во затвор се задржани само двајца од осудените. Представник на пакистанската амбасада во Лондон потврди дека осуммина од осудените се пуштени, објаснувајќи го тоа со недостиг на докази за нивната вина при учеството во нападот. Ова е се за денес. Подневникот следува филмско око. Останете со ТВ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.